Се наоѓаме во центарот на Прилеп, каде од ден на ден се губи автентичноста и убавината на градот. Фонтаните и хортикултурното уредување и чистотата беа препознатлив знак за градот во изминатите години. Денеска, благодарение на негрижата и неработењето на актуелните локални власти и градоначалникот Јовановски, централното градско подрачје се повеќе наликува на периодот од пред 15 на години. Фонтаните се претворени во вистинско ругло, покриени со испокинати церади и полни со ѓубре. Како да локалната самоуправа се плаши дека ќе фати мраз во јуни. Состојбата е иста и во парковите на улицата Димо Наредникот и на могилата на непобедените. Оваа грда слика ја гледаат сите минувачи, туристи и посетители. А власта на СДСМ наместо да работи и да го направи Прилеп примамлива дестинација за посета, за нив е поважно да го променат името на општината и да ја додадат творевината Северна. Наместо Прилеп и Прилепчен, за нив во преден план се благодетите кои ги носи кожената фотелја во канцелариите, која патем ја користат за да се расфрлаат со стотици илјади денари на банални работи. Веќе видовме како директорот на Водовод за само 3 месеци успеал да потроши милионска сума на репрезентација, адвокатски и нотарски услуги. Додека Прилеп тоне на секој план, функционерите на СДСМ се расфрлаат со народните пари на ручеци, кафеани и дружби, без воопшто око да им трепне. Цели 20 месеци од кога ја презедува власта, овие луѓе на чело со Јовановски немаат заковано ниту една шајка во градот, а тоа веќе сега е видливо и од авион. Се чини дека расипничкото владење на владата на СДСМ се прелеало и на локалните градоначалници, директори и функционери. Затоа, почитувани сограѓани, доаѓа крајот на ваквото владење и ваквите политичари. Доаѓа крајот на лажните ветувања и неостварените очекувања. Прилеп не заслужува ваков нечовечки третман и Прилеп мора да добие луѓе кои ќе го сакаат градот и ќе се вложуваат искрено и честно да работат за подобро место за живење.